Нека ни е срекна новата година. Честит Божик, Христос се роди, нека е за много години, но оние што го слават. Дай Боже да имаме мудрост и во ова година единство, да ги надминуваме сите проблеми, за да можеме да помогнеме повеќе на граѓаните на Република Македонија. Пред нас е предлог законско решение, на изглед многу хумано и честно, се воведува стипендија и јас го поддржувам тоа, меѓутоа имам забелешки во однос на самиот закон. И вели вака, се уведува нов вид на студентски стипендии за студенти запишани на студиски програми на високообразовни установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование. И до тука се е во ред, се согласувам. ВМРО ДПМН многу исто така направи, воведе многу стипендии и добро што се продолжува овој тренд. Меѓутоа се работи сега за една друга работа што многу ме загрижува. Овие пари за кои треба се дадат за овие студенти се одземаат од студентите кои земаат стипендија од социјалните категории. И тоа се 50% од вкупниот износ на средства кои се доделуваат на ниво на цела Македонија, и сега од тие 50% за студенти од социјалните категории се одзема 1%. 1% за студенти кои се запишени на студентски програми на високообразовни установи за образование, наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование. Реков, во ред е како стипендија. Меѓутоа да одземеш од студентите за социјални категории. Абе таму кај што најмногу боли, почитувани колеги. Јас се надам дека ова ќе го коригирате, се работи за малку средства. Зошто од овие стипендии? Зошто да земеме тоа се дечиња кои најверојатно имаат најмали плати нивните родители, кои можеби сами си го обезбедуваат студирањето. И сега земаме од нив им земаме. Јас не знам како ја измислив тоа работа. Да се обезбедат средства, буџет 3,7 милиарди евра, најголем буџет во историјата на Република Македонија. И ние сега им земаме од студентите од социјална категорија. Можеби левот го вадат или парите ги вадат за стипендии по нивите. Тутун да работи цело време. Ориз да работи, не знам, Лојзе да работи и така натаму. Што не е греф и во ред е. Меѓутоа зошто од студентите кај што се најзагрозени? Зошто од социјалната категорија на студенти? Ме загрижува ова работа. И ќе ви кажам едно. Се поставува прашањето зошто во овој образовни програми. Ми се чини дека е напамет донесен овој предлог закон, со намера да се укаже нешто, еве, работим. 5 години сте власт, почитувани колеги. 5 години. Од 2015-2016 техничка влада бевте, партиципиравте тука, државата не функционираше после бомбите. Од 2017-2019, 5-та година власт. До таму дојдовме да му земиме од студентите од социјалната категорија да префрлиме на овие студенти. Значи, не е во ред. Ве замолувам да размислите, затоа што со ова се прави штета. Може би во следната фаза нека се коригира, нека се најдат други средства. 3,7 милиарди евра средства обезбедени за овој буџет вие земате од тие дечиња. Од тие кои што крваво го заработуват левот и парите за да студират. А од друга страна даваме за стипендии на деца и дел од министрите си користат. Во ред е. Значи, ние не треба да гледаме дали тоа дете на министер или на, не знам, на пратеник и така натака. Ако е квалитетно некоде, нека се студира. Треба квалитетно да го финансираме, да го стимулираме. Меѓутоа, можеби со тие пари, со една таква стипендија на тие 100 деца, ќе се покријат средствата за овие 50 или 100 деца што треба да ги земат овие средства. Треба да размислиме во кој правец ја движиме целата работа. Сакам да ви кажам колку е трошокот за еден студент. И дали ние со ова ќе им помогнеме на овие дечиња. И дали треба тука, дали не треба во делот кај што имаме сериозни проблеми, кај што не се запишува студенти, еве да речеме на македонски јазик и македонска книжевност се запишале само 17 матуранти. Почитувани колеги, за кратко време ние нема кој да предава македонски јазик. Едно што во уставот го тргаме, го коригираме и така натака, тука е основниот проблем исто така. Дали е тоа тенденцијата што ја намерат? Само 17 студенти. Да не зборувам каде ни е математиката, физиката, каде ни се стручните науки, каде што треба тука и понатаму тие луѓе треба да ја крепат и да ја движат економијата во Македонија. Или некој треба да ги воспитува децата понатаму преку македонскиот јазик, бидејќи мора да се описменат.
А знаете ли колку кошта еден студент месечно? 22.000 денари. Знаете ли колку кошта еден студент? И среќа наша, што претходната влада имаше визија, отвори многу универзитети и факултети и му се близко на студентите, така да не мора да плаќат партиципација, да плаќат станови, туку може да се школува во сопствениот град. Голема придобивка, да не оди во Бугарија, да не оди во другите држави, туку тука да се школува. Инаку 22.000 денари кошта еден студент да дојде во Скопје да студира. Треба да водите сметка во однос на таа работа. И затоа ви велам дека овој е избрзан закон. На брзина донесе. Не знам зашто така. Би сакал да ве потсетам за една работа, што значат стипендии и како тоа го правевме ние во изминатото. Колку ние вложувавме во делот на стипендии. Министерството за образование и наука обезбеди вкупно 688 милиони денари за исплата на ученички и студентски стипендии, што е повеќе од 11 милиони евра. А за споредба 2005 година, годишната сума која што издвојуваше во оваа намера изнесуваше 235.000 милиони денари или помалку 4 милиони евра, што зборува за трикратно зголемување. Така се стимулира, така се прави за развој на образованието. Значи, трикратно зголемување на буџетот за исплата на ученички и студентски стипендии. Ако од 2005 зборувавме за помалку од 10 типови, сега зборуваме за повеќе од 40 видови на стипендии. Така да во таа можност имаше можности за министерот Димитров да си обезбеди стипендија дополнително за својата фамилија. И најмногу стипендии и најбројни се учениците од социјално загрозени семејства. Од тамо кај што ги допират, од тамо кај што му го земате. Коригирате го, направете, има можност. Ако се коригира, тој се најдат други средства од друг начин, јас прв ќе го поддржам овој предлог решение. Да, стипендии, во ретие, и тоа е многу важна работа. За деца, студенти кои понатаму ќе бидат нашите идни учители и наставници, кои треба да го движат и да работат. Значи тоа се можеби една од најхуманите, најважната професија во животот. Ние мораме да ги стимулираме. Меѓутоа мора да го стимулираме и македонскиот јазик, и македонската книжевност, и математика и физика. А не вака напамет. А и сега 40 стипендии имаше до сега. Има како се стимулираше и тоа стипендии во делот и на спортот. Преку Агенција за млади спорт сега образованието ги дава 500 стипендии. Така одеднаш вика, вие млади луѓе треба да спортувате, треба да се учите, да се надградувате и плюс ќе ви дадеме стипендии. Така треба да разговараме. Така треба да размислуваме. Меѓутоа со ова што се прави апсолутно нема да се најде решение. Јас предупредувам, укажувам дека со ово популистичко решение нема да се постигне голем резултат. Апелирам да се изнајде начин да не се зема од загрозените, социјално загрозените ученици стипендии, туку да се изнајде друга можност. Би сакал една порака да ја упатам како на студентите, така и на учителите. Почитувани студенти, вие сте еднината на Република Македонија, ја имате најхуманата професија, најважната. Што значи да си наставник, што значи да имаш добар стандард и понатаму да се развиваш во ова? Бидејќи овие деца кои што треба сега да им се дава стипендијата, треба да бидат идни учители. Вика да се биде учител, цитирам, наставник, воспитувач и професор е најблагородната, најубавата, највоедно многу одговорна професија која подразбира посветување и одрекување. Посветување на само кон младата личност, но и кон секој оној кој му се потребни знаења, вештини, секој кој постои желба, мотивација, интерес да влезе во светот на новите сознанија, одрекување од своето време, времето за себе и неблиските да се посвети на едината на децата и учениците. Понатаму, висококвалификованиот учител е секогаш подготвен да учи, да се соочува со динамичната комплексност, што е и клучот за создавање граѓани кои можат да управуваат со нивните животи, секогаш подготвен да се поврзе со другите околу него во постојано менување на светот. Ние нема да имаме општество без професијата учител, професија која подразбира учители кои поучуваат и кои учат. Така да, почитувани колеги, ние мораме, не само на студентите, туку и на наставниот кадар, не 5% во ноември. Ги излажавте што ги излажавте. Планот за живот помина, се заврши, а реалноста е нема. А реалноста е оно што го ветувавте. Ако ние не ги стимулираме наставниците, ако не им помогнеме, ако не застанеме еднаш со реформите од едната од друга страна, вие реформи, ние реформи, тие без ништо. Ако не застанеме и не го решиме ово уште еднаш како што треба, ќе имаме сериозен проблем. Затоа ќе треба да се сопрат овие процеси и ова напамет донесено. Трошиме луѓето, 2 месеца ќе потрошиме за овој закон. Знаете колку пари ние ќе одвоиме од граѓаните за да се реши ова и што ќе помогнеме?